Препорака од македонската влада руските ТВ канали да се исклучат и во Македонија. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да им укаже на кабелските оператори во Северна Македонија да ги исклучат каналите каде како основач се јавува Руската Федерација или приватни, правни или физички лица со потекло од оваа држава, препорача владата на Република Северна Македонија. Препораката доаѓа по одлуката на земјите членки на Европската Унија да ги забранат Russia Today и Спутник на територијата на ЕУ. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен вчера рече дека РТ и Спутник се дел од медиумската машина на Кремљ, а ЕУ развива алатки за забрана на нивните токсични и штетни дезинформации во Европа. Тие повеќе нема да можат да ги шират своите лаги за да ја оправат војната на Путин и да видат поделба во нашата Унија, рече фон дер Лајен. Економски ковид последици. Пандемијата со COVID-19, која трае веќе 2 години, остави големи последици за економите ширум светот. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики вели дека пандемијата покажала дека локалните и националните предизвици се и глобални. Според него, владините пакети економски мерки имале за цел да се содржат сите работни места и да се даде поддршка на компаниите на кои им било потребно. Граѓанските организации за време на пандемијата беа вклучени во работа со најранливите групи во општеството, вели Благица Петерска од Finance Think. Според неа, граѓанските организации од самиот почеток се застапувале на тоа да се зачуваат работните места на оние најзагрозени работници. Економскиот експерт Бранимир Јовановиќ вели дека следува поголема економска криза од војна во Украина, поголема од она што беше предизвикана од ковид пандемијата. Во последните месеци инфлацијата е 6-7%, а во следниот период таа ќе се зголеми уште повеќе. Според него, војната во регионот ќе се одрази во мала мерка и на финансискиот пазар, а забавениот раст во ЕУ ќе влијае и на Западниот Балкан, бидејќи ЕУ е најголемиот трговски партнер на овој регион. Лекциите од ковид пандемијата можат да бидат корисни и за тековна криза и владите треба да предземат действија, вели Јовановиќ, кој потенцираше дека иако пандемијата се одрази врз сите, богатите не страдат исто како и сиромашите. Пресуда за Титаник, осудени Јанкуловска и Јанакиевски. Гордана Јанкуловска и Милија Јанакиевски се осудени со 2 и 4 години затвор за изборни нерегуларности во периодот кога ВМРО ДПМН беше на власт. Коста Митровски е осуден со 3 години затвор, Мунир Пепик со 1 година, а Мартин Протугер, кој во времето на екс-премиерот Груевски беше шеф на кабинет, доби условна казна. За обвинетиот Миле Јанакиевски, обвинителството побара куќен притвор кој треба да трае до почетокот на издржувањето на затворската казна поради сомнение на бегство. Адвокатот на Миле Јанакиевски со контраодговор вели дека обвинителството не образложило зашто имало потреба да му се одреди мерка притвор. И другите тројца обвинети добија условни казни која нема да се изврши ако во рок од 5 години не сторат нова кривично дело. Обвинетите се гонеа за криминално здружување, за повреда на избирачкото право, повреда на слободата на определување на избирачките, подкуп при избори и гласања, уништување изборен материјал и злоупотреба на средства за финансирање изборна кампања. Случајот Титаник продолжува со 13 други обвинети кои не ја признале вината, а станува збор за судска постапка од 2018 година во која имаше вкупно 21 обвинети, меѓу нив и екс-премиерот Никола Груевски. По 2-годишна пауза, планетариумот во МКЦ од утре почнува со работа. Планетариумот во МКЦ по 2-годишна пауза од утре повторно ќе почне со работа. Повторно ќе имате можност да учите за планетите, за звездите, за сите светли и темни нешта во Вселената. Предавањата ги реализират предавачите Моника Пешевска и Радан Митровиќ. Предавањата се адаптирани според возраста
на посетителите. Условите за посета на планетариум се во согласност со постоечките официјални протоколи за справување со пандемијата предизвикана од COVID-19. Максимален број на посетители на едно предавање во планетариум е 30 лица. Сите посетители треба да носат заштитна маска за време на предавањата.